Почитувани љубители на Автомагазин, добар ден и срдечно добре дојде во нашето ново издание. Женевскиот мотор шоу заврши, но остави длабока трага на автомобилската индустрија. Не е случајно што токму оваа манифестација ја нарекуваат кралица на автомобилските салони. Денеска во третото продолжение кое е посветено на Женевскиот мотор шоу ќе ви прикажеме хиперлуксузни, но и хипербрзи автомобили. Автомобили чија цена се мери во милиони евра. Но се погриживме да останеме исто така во ова издание на Автомагазин цврсто на земјата, па ќе ви покажеме некои новитети од Македонија, како и нашето прво тест возење на Hyundai i30. Затоа, врзете ги вашите појаси, полетуваме. Место новитет, Rolls-Royce во Женева покажа како се прави вистинскиот луксуз. За таа цел британскиот производител издроби 1000 диаманти во ситен прав и со нив го обложи овој црн примерок на Ghost што го гледате. Развојот на неговата посебна боја траеше дури 2 месеца, а од Rolls-Royce истакна и дека диамантите се со проверено потекло. Автомобилот веќе има купувач, според чиј вкус е персонализирана и внатрешноста. Нормално неговото име и цената не се објавени. Сосема поинакво гледање на луксузот има тюнерот Менсори, чиј штанд просто врискаше од големата количина карбон. Германците не бираа што ќе преработат. Битно е да е скапо и мокно. Ако од покажаното во Женева мора да издвоиме, ќе се одлучиме за нивната агресивна интерпретација на Ферари 488 со 780 конски сили. Податокот дали тркалата на вистина се обложени со злато го зачуваа за себе и за своите купувачи. Мерцедес во Женева се представи со визија на 4-вратно купе. Едноставно нарекувајќи го AMG GT концепт, германците во него успеа да спакуваат 812 конски сили и мноштво технологии. Со изглед и перформанси достојни за истоименото купе и кабриолет, тој треба да им се придружи во иднина. Од Мерцедес не прецизираа колку е таа блиска, но судејќи според доработеноста на концептот не е така далеку. Каросеријата, обликувана со течни линии, зрачи со пријателска прифатливост, својствена повеќе за сериските модели. Дека не е тоа, ја одаваат пар визионерски детали, како што се камерите место ретровизори сместени на крилата во висина на тркалата, или пак кваките на вратите кои едноставно ги нема. Тоа значи и дека Мерцедес не е подготвен да ја покаже неговата внатрешност, за која ни кажаа дека е исполнета со футуристички технологии. Тие всушност се среќаваат насекаде. Каросеријата има адаптибилна аеродинамика, дневните светла се со нови наноактивни влакна, а со пирачкиот систем со карбон керамички дискови и регенерација на енергијата. Импресивноста на сработеното се согледува и од познатиот 4-литарски AMG V8 мотор, сега хибридно засилен. Резултатите, благо кажано, се шокирачки. Забрзува до 100 на час за помалку од 3 секунди, а возната динамика е на ниво на спортски автомобил. Суперлативи има и за ефикасноста на целиот систем, со кој Мерцедес ја воведува ознаката EQ Power Plus за сите хибридизирани погонски единици во иднина. Втората значајна премиера на марката беше и отворената верзија на E-класата. Со новата генерација на кабриолетот на најелегантен начин се заокружува понудата на основоположничкиот модел од средната класа. Сепак не е исклучено германскиот производител да не изненади со уште екстра. Додека се случи тоа, ентузијастите ќе се насладуваат на Мајбах изведбата на G-класата, која во Женева беше повеќе од магнет за очите.
На штандот на британскиот специјалист Дейвид Браун се чинеше како времето да тече во некој паралелен универзум. Изложените експонати изгледаа како да доаѓаат од ерата во која автомобилите имаат душа, а таа, кај обновениот Speedback GT, се гледа и се чувствува. Моделот со ретро дизајн, доведен до совршенство, за основа има алуминиумската архитектура на Jaguar, заедно со 5-литарскиот V8 мотор со 510 конски сили. Целиот автомобил е изработен со традиционални методи, како во времето пред англиската автомобилска индустрија да потклекне под налетот на корпоративната глобализација. Затоа и не треба да чуди цената од $500,000 фунти, која досега ја имаат платено само 5 купувачи. За разлика од него, кинескиот Tech Rules Ren како да доаѓаше од некоја друга планета. Не многу далечна, бидејќи за изгледот се погрижија Джорџето Џуџаро и неговиот син Фабрицио. Овој суперспортски автомобил лани го видовме како концепт, а сега пристигна како серијски производ. Доказ за тоа требаше да биде регистарската табличка, која кинезите цело време ја оставија прикачена на изложениот експонат. Тој имаше 3 седишта, а на располагање се уште и верзии за едно или две лица. За погон се задолжени електромотори. Купувачот бира дали ќе има 2, 4 или 6. Струјата за нив ја произведува супер иновативна технологија со микротурбини, која со 80 литри дизел обезбедува автономија до 2000 км. За почеток, производството е ограничено на серија од 96 примероци, од кои првите ќе бидат испорачени на почетокот на идната година. Од тој дел на светот, поточно од Сингапур, во Женева пристигна и електричната студија наречена Dendrobium. Подготвена е од страна на компанијата Venda Electronic, која наведува дека спортскиот возет е направен во соработка со повеќе познати имиња. Меѓу нив е и Williams Engineering, кој беше задолжен за аеродинамиката и техниката, чие дело се вратите и покривот, кои се отвораат синхронизирано на театрален начин, не кажаа. Побитно им беше да ги истакнат перформансите, максималната брзина од 322 км на час и забрзувањето до 100 за 2,7 секунди. Го посочува и луксузот во внатрешноста, се заради тоа што од реакцијата на публиката зависеше дали овој електричен суперспортист ќе се најде во серијско производство. Доколку сингапурците дома се вратија со позитивни впечатоци, тоа би требало да започне дури во 2020 година. Напливот на новитети од Женевскиот салон на автомобилите не му засмета на чешкото дуо Шкода Кодиак и Октавија да го привлече кон себе вниманието на македонската јавност. Докажани со квалитетите со кои располага, моделите од оваа марка секогаш се атрактивни за нашите купувачи. Пред се, заради пристапните цени и практичноста, но во последно време и со модерниот дизајн и силниот карактер што тој го изразува. Сето ова на еволутивен начин го дополнува новото спортско корисно возило Кодиак, прво од марката со 7 седишта. На неговата промоција во Македонија, генералниот менеджер на Порше Македонија Златко Муцунски изјави: "Глобалниот пазар наметнува едно силно темпо кое постојано го следиме во чекор и кое е причина што новитетите кај нас никогаш не изостануваат. Напредната технологија и новите модели ги добиваме паралелно со нивните европски премиери и ги испорачуваме во истиот миг." Надоврзувајќи се на тоа, бренд менеджерот за Шкода Миле Станчев додаде: "Шкода со првото големо спортско корисно возило влегува во сосема нов сегмент и освојува нова група клиенти. Новиот модел е навистина силен и го прави брендот уште попривлечен благодарение на новиот концепт и фасцинантниот дизајн. Технологијата која се вградува во Кодиак е својствена за повисоката класа на возила, заради што овој модел на Шкода е на врвот во својот сегмент." Тој додаде уште и дека Кодиак нуди повеќе од 30 Simply Clever решенија, од кои 7 се сосема нови. Ние тука нема да ги образложуваме, ќе го препуштиме на купувачите задоволството самите да ги откријат и место тоа ќе се префрлиме на новата Октавија, која со својата продажба веќе добро е докажана кај нашите купувачи. Таа сега ја започнува третата декада од својата успешна приказна со истите предности и квалитети заради кои толку е ценета.
Со ова тековно освежување, чешкиот бестселер доби малку поистакнат дизајн, порафиниран амбиент и нови додатоци во опременоста. Повеќе и не требаше. Цените на Кодиак во Македонија започнуваат од 21.830 евра, додека за Октавија од 14.330 евра. Постарите го паметат, помладите допрва ке слушнат за него. Емерсон Фитипалди допатува во Женева заедно со својата визија за спортски GT автомобил. Бразилскиот Вулкан, настанат како компилација на германскиот инженеринг и италијанскиот дизајн, беше изложен на штандот на Пининфарина. Со својата маркантна појава, тој сосема го зацкри вториот новитет таму, контроверзната кинеска лимузина H600, која веќе е најавена за сериско производство. Заслужено затоа што жолтиот супер автомобил одушеви со комплетноста на целиот пакет. Двократниот F1 шампион во него ги вложи своето име и соништа, а инженерингот го испорачаа експертите од HVA. Оваа куќа е основана од Ханс Вернер Ауфрехт, истото име која стои зад AMG и одговорно за DTM и Формула 3 победничката машинерија на Мерцедес. Се на се, кога во едно место ќе се соберат вакви таленти, во резултатите не треба да се сомнева. Нив ги гарантираат 600 коњскиот V8 мотор и тежината од само 1000 килограми постигната со употреба на јагленородните влакна. За жал не слушнавме конкретни термини кога Фитипалди EF7 од саемските подиуми ќе се симне на патиштата. Малкумина знаат дека и данците имаат супер автомобил и тоа не било каков. Поминаа 10 години откако Зенво TS1 вистински го разбуричка овој сегмент. Произведуван рачно од мал број луѓе, овој луд тркач покажа дека трпеливоста секогаш победува. Фактот што досега се направени само мал број примероци не менува ништо. Напротив, само повеќе го истакна значењето на роденденскиот автомобил представен во Женева. Данците во ова парче автомобилска екзотика спакуваа 1180 коњски сили и иновативна 7-степена трансмисија. Се шушкаше дека постигнува 402 км на час, но тоа никој гласно не го изговори. Наместо тоа кажуваа дека брзината електронски му е ограничена на 375 км на час, како и дека ќе забрза до 100 за 2,8 секунди. Германскиот автопроизводител Артега го најави својот нов модел Scalo Super Elettra дури за пролета 2019-та, но вреди да се чека. Привлечната каросерија во себе крие спакувана 1020 коњски сили моќна електрика, која му дава перформанси достојни на изгледот. Од мноштвото нови електрични автомобили го издвојува пакетот батерии со големи капацитети, доволен за автономија од цели 500 км. Натрешноста не ја покажа, но од порано објавените фотографии знаеме дека ќе има 3 седишта. Остана непознато како ќе се отвораат вратите, чиј горен дел длабоко е засечен во покривот. Од Артега планираат да направат само 50 примероци од Scalo Super Elettra по цена од 1,3 милиони евра. Сега ќе направиме мала пауза од рапортот од Женевскиот мотор шоу и ќе се преселиме во Босна и Херцеговина, каде се наоѓаме на тест возењата на новиот Hyundai i30. Ова е трета генерација на автомобилот од C-сегмент на Hyundai, кој има сериозна и тешка задача. Имено, пред 10 години Hyundai Motor Corporation објави дека со своите идни модели ќе се надпреварува со најпродаваните и најпосакуваните европски марки. Па затоа
работата ја сватија извонредно сериозно. И 30 е возило кое донесува не само дизајнерски промени, туку и технички, а најмногу акцентот е ставен во квалитетот на завршната обработка, емотивниот дизајн и многу простор во внатрешноста. Ние ќе имаме шанси да го возиме овој автомобил повеќе од 400 км низ патиштата на Босна и Херцеговина, а во следните неколку минути проследете ги нашите импресии за третата генерација на i30. Кога станува збор за Hyundai, неизбежно е да се употребат епитети. Овој корејски производител за кратко време успеа да стане алтернатива на многу постари брендови на возила и да се наметне со својот стил и технологија што ја нуди во своите модели. Последен пример за тоа е новата генерација на компактниот i30, модел кој треба да ја зголеми експанзијата на марката и на најпробирливиот пазар во светот. Европските купувачи се најразгалени, но и најкритични. Со тој факт Hyundai се справува стоички, нудејќи смирен дизајн, зачинет со одличен избор на технологија и опременост. Кога зборуваме за изгледот на i30, доминира еволутивниот дизајн. Контурата, скоро несменета, е снижена за 15 мм, но продолжена е за 40 и проширена за нови 15 мм. Со вкупната должина од 4,34 метри и 30 сега нуди повеќе простор во кабината и во багажниот простор. Внатрешноста доби темелно смената интерпретација која сега делува сериозно и богато. Обврнато е големо внимание на ергономијата која му овозможува на возачот лесно да се адаптира на возилото. Командите и инструментите се јасни и добро прегледни, засилени со неизбежниот екран осетлив на допир, резервиран за поопремените верзии. Чувството во внатрешноста е европско, проследено со добар избор на материјали, искористеност на просторот и зголемена удобност. Тест маршрутата подолга од 380 км овозможи во целост да ги доживееме атрибутите на третата генерација на i30. Патиштата низ Босна и Херцеговина се покажаа како добар избор за тестирањето. Во портфолиото на моделот понудени се 4 бензинци и 3 дизели. Два од бензинците се засилени со турбо и имаат зафатнина од 1 и 1,4 литри со распон на силата од 120 и 140 коњи. Класичните бензинци ги представуваат агрегатите од 1,4 и 1,6 литри кои има 130 коњи. Во првиот дел се соочив со верзијата задвижувана со 1,4 литрениот бензински мотор со 100 коњи. Оваа верзија, гледајќи ги искуствата од минатата генерација, очекувам да биде најпродавана на нашиот пазар. Патот од Сараево не водеше кон Коњиц. Првите километри ги извозев на автопат, додека останатите 70 на магистрален пат кој изобилуваше со свиоци. Благодарение на подобреното подвозје и мултилинк врската на задните тркала, каросеријата се однесува зрело. Компарирано со претходната генерација, уочив големо подобрување во управувањето и возливоста на автомобилот. Иако бевме сместени четворица возрастни во кабината, место не изостануваше и сите патници седеа удобно. Престојот е подобрен во многу нешто. Пред се поради инфозабавниот систем кој нуди лесно поврзување со телефони и исползување на нивната содржина, додека квалитетот на звукот е подобар од очекуваното. Бидејќи ограничувањата на брзината на движењето се ригорозни, не бев во прилика да го исцедам максимумот од моторот и подвозјето, па затоа има време да ја исползувам дополнителната опременост. Тука повторно Hyundai покажува дека има големи амбиции. Во i30 понудени се елементи на опременоста кои кај главните конкуренти се изоставени. Надворешниот изглед го засилуваат целосните LED светла со сериските LED дневни светла. Од безбедносните остварувања се истакнува детекцијата за возила кои се наоѓаат во слепиот агол. На располагање се и електричната паркинг сопирачка, а денеска се цени и безжичното полнење на телефоните. Тивкото работење на моторот и добрата уиграност со мануелниот менувач даваат позитивен впечаток. Исто таква импресија
генерација остава 1,6 литрениот турбодизел. Тој се нуди во 3 верзии различни по силата и тоа со 95, 110 и 136 коњи. Задуправувачот на верзијата со 110 коњски сили продира карактеристичното за турбодизел мотор ржење, додека останатите оценки за динамичноста, агилност и управливоста остануваат исти. Општата карактеристика на двете возени верзии е економичноста. Со бензинецот просекот беше 6,7 литри, додека потрошувачката на дизелот беше 5,3 литри. За жал, цените се уште не се познати, а нив ќе ги дознаеме идниот месец, кога и официјално би требало да започне продажбата на нашиот пазар. Изминатите 400 километри со Hyundai i30 беа повеќе од задоволство за управувачот. Овој нов модел го красат неколку атрибути. Пред се тоа е извонредната завршна обработка, како и прецизната завршна обработка, големиот комфор во внатрешноста кој го пружа, како и ергономијата. Згоре на тоа доаѓаат уште и големиот избор на мотори. Има 3 бензински, едниот турбаш со 1 литар за фатнина, вториот 1,4 литри има и третата верзија е со турбо полнач од 1,4 литерска зафатнина. Дизелите се исто така застапени со 1,6 литрен турбодизел кој има дури 3 верзии. Се разбира дека купувачите ќе можат да избираат помеѓу мануелни и автоматски менувачи, меѓу кои има и оној со двојна спојка. Сигурно се запрашувате колку чини новата генерација на Hyundai i30. Од таборот на производителот се уште не сакаат да кажат колку би чинал овој автомобил, но тој би претрпел благо поскапување во однос на претходната генерација, која се оправдува со многу побогата опременост во внатрешноста, како и надворешноста. Тоа беше се што направивме и што доживеавме со Hyundai i30, неговата трета генерација. А време е повторно да се вратиме под куполите на Женевскиот мотор шоу, каде се случи крешендо од новитети, а во следните минути ќе ги прикажеме уште некои од нив. Иако најпрестижен и воедно најскап примерок на годинешниот салон во Женева, Bugatti Chiron не ја предводеше парадата на автомобилската елеганција. Публиката повеќе се интересираше за поекзотичните експонати, каков што беше Pagani Huayra Roadster. Сместен веднаш до ултимативниот Chiron, тој беше најнов доказ дека од самиот почеток на времето човекот постојано си поставувал се повисоки граници. Но ретки се оние кои ги достигнале, а Хорацио Пагани е еден од нив. Се сеќаваме кога Хуайра се појави. Недостасуваа вистинските зборови да се опишат емоциите што преовладуваа. Сега истото се повторува и со Родстер верзијата. Ако нас не прашувате, таа е нешто што не може да се опише, нешто што мора да се доживее за да се свати поентата на постоењето на ваквите автомобили кои чинат милиони евра, долари, франци или фунти сеедно. Затоа и секој од нив, макар бил само Родстер верзија на веќе познат модел, е приказна за себе. Приказна полна емоции, која во овој случај ќе биде напишана во само 100 примероци. Слична, дури и повозбудлива е приказната за Koenigsegg, чии 2 нови поглавја беа представени во Женева. Шведската мануфактура уште еднаш докажа дека на почетокот на март сите патишта водат само во еден правец, но и дека јавноста нападната со еден куп вести за разните новитети секогаш знае да намириса што се истакнува и представува нешто посебно. Имено Koenigsegg меѓу нив се појави пред 20 на години, веднаш докажувајќи се со атрактивноста без поговор на своите модели. Како што е чест случај денеска, и кај новитетот на Koenigsegg бројот на конски сили е искачен до небески височини. Agera RS Gifon ги има 1360, а хибридната Regera 1500.
Ништо не може да се спореди со чудовишните перформанси што ги развиваат, но за Христијан фон Кенисек тоа не беше доволно. Харизматичниот основач на марката мораше да ја украси карбонската каросерија на отворената Агера со елементи од 24 каратно злато. За интериерот и атмосферата во него не треба да се зборува. Воопшто не е случајно што на ваквото друштво им се придружи и хрватскиот Римац. Напаѓан во својата земја дека продава непостоечки автомобили, визионерот Мате Римац на најдобар можен начин ги демонтираше покажувајќи ја доработената верзија на својот електричен спринтер. Кај него, дизајнерските измени не се толку длабоки како механичките. Автомобилот сега развива 1224 коњски сили за 136 повеќе отколку што беа на располагање на неговите 4 тркала. Тие го скратија забрзувањето до 100 за 2,5 секунди, до 200 за 6, а до 300 на 14 секунди. Максималната брзина остана иста, 355 км на час. Но затоа поголемите батерии му ја продолжија автономијата на 350 км. Освен доработениот хиперавтомобил, Римац во Женева ги представи и своите деловни планови, според кои, освен во Европа, ќе се концентрира и на пазарите на Америка и Блискиот Исток. Во плановите за иднината спаѓа и соработката со Астон Мартин, кој веќе ги користи електричните компоненти од Римац во својот супермодел Валкир. По конкурентската технологија посегна и Спајкер, одлучувајќи се за моторот од Koenigsegg за Спајдер изведбата на C8 Preliator. Холандскиот малосериски производител изненади со најавеното представување на овој автомобилски бисер, така што за малку ќе останеше пропуштен како новитет. Да поминеше незабележано немаше, затоа што изгледот на овој модел важи за еден од најлудите меѓу суперавтомобилите. Изворно се појави во 2000-та година и отогаш се направени 12 различни верзии. Ова е прва со шведски мотор кој од своите 5 литри работна зафатнина излекува 600 коњски сили. Шестстепениот мануелен менувач помага за нивно преработување во максимални 322 км на час и забрзување до првите 100 за 3,6 секунди. Во кротењето на весната машина ќе помогне ослонувањето од Lotus, а во задоволувањето на желбите на купувачите бројните опции за персонализација. Тие вклучуваат и такви нешта како што се посебно дизајнираните Louis Vuitton торби, а Spyker C8 Preliator Spider ќе биде произведен во 100 примероци, секој по цена од 400.000 евра без опрема и давачки. Полека, но сигурно доаѓаме до крајот на денешното издание. Верувам дека го задржавме вашето внимание и ве направивме побогати за некои сознанија од светот на автомобилите. Следната средба е за 7 дена. До тогаш останете во добро здравје и расположение. До гледање.